se podsmieva ko hulleja Isusa. Ty što urivaš ipak slnci dúvaš rámot, ako si syn od Boží, slezi od krsta sám i spasi se. O Bože môj, zašto me ostaví? O Tatko môj, zašto me ostaví? O Bože môj, zašto me ostaví? Zemia tá razpuká na pár číňa, groboví se otvoria, svätý voskresná. Hristos voskresná, Hristos voskresná. Slavete Boga, slavete Isusa. Hristos voskresná, Hristos voskresná. Slavete Boga, slavete Gospod náš. Hristos voskresná od mŕtvych, te so smrta ja pobedi i na tije vo grobovite život im podarí. Oče náš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na neboto, така i na zemljata. Lebot naš nasušen daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenje, no izbavi ne od lukaviot. Zašto Tvoje je carstvo to i silata i slavata vo site vekovi i vo vekovi. Amin. Sveto Evangelije spored Luka, 17. glava, od prvi stih natamu. Im reče Isus na učenicite svoji: ne je možno da ne dojdat soblazni. Ne je možno da ne dojdat soblazni, no teško na onoj preku kogo doagjat. To se odnesu na vernicite i na nevernicite. Soblazni doagjat se provjeruje vašata duša. Znači, teško na onoj preku kogo doagjat soblaznite, za nego bi bilo podobro da mu obesat vodenički kamen okolo vratot i da go frlat v more. Otluku da soblazni eden od onije pomali. To se podrazbira nešto se pomali vo Hristos, što ušte ne ime utvrdena verata, što se ušte se dvoumat se kolevat i što satanata gi iskušuva. Pazete na sebe, ako zgreši protiv tebe brato tvoj, skaraj go, a ako se pokaje, prosti mu. Osnovata na hristijanstvo to je prostuvanje i neosuduvanje. I ako se dumpati na den zgreši protiv tebe, 7 pati, pa dojde i ti reče
се каам, прости му. И му рекоа апостолите на Господа, засили ја во нас верата. Господе, дај ни плодна вера, дај ни тврда вера, зашто е пишано: кога сатаната ве искушува, спротиставете му се со тврда вера. Со тврда вера. Простувањето е категорија која е важна за вас, бидејќи вие простувате за вам да ви биде простено. Вие си простувате самите на себе. Ако вие осудувате, и вам ќе ви се суди. Ако вие простите, и вам ќе ви биде простено. Му рекоа апостолите на Господа, засили ја во нас верата, а Господ им рече: кога би имале вера колку синапово зрно, вера колку синапово зрно, и речете на оваа црница: откорни се и пресади се в море, таа би ве послушала. Во името на Господ Исус Христос и кажувам на црницата зло, што се нафрлила врз мене, врз моето семејство, врз мојата земја, врз моите родители, роднини, пријатели, врз мојата сопруга, врз моите деца. Стани и фрли се во морето. Стани и фрли се во морето. Откорни се и пресади се во море. Надвор од тука црница зло од македонската земја. Кој од вас кога ќе се врати неговиот слуга од поле? 17 глава 7 стих. Орач или овчар веднаш ќе му рече: дојди брву и седни на трпеза. Нема ли да му каже: приготви ми да вечерам, препаши се и служи ми, дури јадам и пијам, потоа ти јади и пи. Зборуваме за категорија служење, слуга, зашто Исус зеде обличен слуга да ни служи на сите, не ние да му служиме. Зар ќе му благодари на тој слуга што е исполнил неговата заповед? Не, слугата треба да ја извршува заповедта и да не очекува благодарност за тоа од луѓето, туку од Бог. Па така и вие, кога исполните се што ви е заповедано и речете: ние сме слуги негови, оти го извршивме она што бевме должни, да го извршиме. А кога одеше за Ерусалим, он поминуваше меѓу Самарија и Галилеја. Исус, и кога влегуваше во едно село, го сретнаа 10 лепрозни и застанаа подалеку, па со силен глас повикаа: Исусе, наставниче, смилувај ни се. Исусе, наставниче, смилувај ни се. Штом ги виде, им рече: отидете и покажете им се на свештениците. И тие, одејки, се очистија, се исцелија, се возобновија, а еден од нив, кога виде дека е излекуван, еден од 10, се поврати и го прослави Бога гласно: слава ти, Татко Небесен, Исусе Христе, во името на Твојот Син Исус Христос ти благодариме за се. А еден од нив, кога виде дека излекуван, се поврати и го прослави Бога гласно и падна ничком пред нозете негови, благодарејќи му, а тој беше Самаријанин. Не беше евреин, Самаријанин беше. Евреите и самаријаните не се мешали. Евреите мислеле дека самаријаните се нечисти, дека тие се избран народ, а самаријаните биле евреи кои се мешале со другиот народ. Значи тој беше самаријанин. Исус пак одговори и рече: зар не се излекуваа 10 Каде се другите 9? Како не најдоа да се вратат и другите и да му заблагодарат, да му благодарствуваат на Бога, туку само овој тугинец, значи самаријанинот е тугинец, и вие сте може да видите тугинец, но кај Бог нема тугинци. Бог не гледа на лице, туку на срце. Чисто срце дај ми, Господи. И му рече Исус на самаријанинот: стани, оди си, твојата вера те спаси. Верата спасува. Ако верувате дека Бог ќе ве исцели, го повикувате. Ако сте се покајале, ако не сте возгордеани, спасението доаѓа. Запрашан од фарисеите кога ќе дојде Царството Божјо, он им одговори:
Царството Божјо нема да дојде забележано. Ниту ќе кажат ете овде е или ете онде е, зашто Царството Божјо, браќа и сестри, е во вас, внатре во вас. Ако вие го носите, го љубите ова слово, живеете со него, го читате, тоа е живо слово, словото на животот, словото на вистината, пишува дека Отецот преку Исус ќе дојде во вашето срце и сокровиште ќе направи во вас, и тогаш во вас ќе живее Бог. Тоа што апостол Павле го вели, не живеам јас, туку Христос живее во мене и Царството Божјо ќе биде во вас внатре, зашто категоријата во Откровението кога ќе биде Исус ќе го слезе со новиот Ерусалим, добро е запишано дека таму нема да има храм ќе бидат Отецот и јагнето, односно Исус, јагнето Божјо. Значи, Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат во дух и вистина, и вие ќе бидете дух, вашиот дух, односно вашата душа. Оди кај Бог и тогаш вие ќе го видите, како што вика, ние не знаеме каков, но се уште не се покажа, ние знаеме што сме во Прво Јованово, но се уште не се покажа што ќе бидеме. А кога ќе се покаже, тогаш ќе го видиме, ќе бидеме слични на него, значи во дух ќе бидеме и ќе ни се покаже како што е, дека тој е дух, никој не го видел, а видливе само во Исусе Христа, во Отецот, и затоа Исус е портата на спасението. И рече, ќе дојдат дни, Исус, кога ќе сакате да видите еден од деновите на Синот човечки, значи тој слегува, Исус слегува од Син Божи, бидејќи тој е Син Божи, тој е слезен, овоплотен, и станува Син човечки, ние сме синови човечки, паднати од падната природа преку сатаната, да ни покаже патеката од Син човечки до Син Божи. Ќе дојдат дни кога ќе сакате да видите еден од деновите на Синот човечки и нема да видите, ќе речат еве овде или ене онде, не одете и не барајте. Зашто како што молњата кога ќе светне од едниот крај на небото и го осветлува и другиот крај на небото, така ќе биде и Синот човечки во овој ден, како молња што светне и осветлува од еден крај до небото, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки, односно на Синот Божји. Но најнапред он треба многу да пострада и да биде отфрлен од овој род. Значи Бог знаел се што ќе се случи и затоа тоа е драма, рема, например, кој значи изговорен Божји збор кој е тргнат кон остварување, драма, рима, и логос, Божи збор кој е положен, да се положи од него, да се изложи, да се возроди, да се овоплоти човек, како што беше во Ноевите дни, така ќе биде и во деновите на Синот човечки, кога ќе доаѓа. Јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, се до оној ден, кога Ное влезе во ковчегот и дојде потопот, па ги погуби сите. Значи така ќе биде и со доаѓањето, второто пришествие на Исус, исто така како што беше во Лотовите дни, праведниот Лот, Содома и Гомора. Јадеа, пиеа, купуваа, продаваа, садеа, зидаа, се правеа. Само Бог го заборавија. Тој што им дал се, тој што создал се, тој што им го дал животот. Ете што правеа. Јадеа, пиеа, синови човечки. Купуваа, продаваа, садеа, зидаа. Но Бог го заборавија. Но во истиот ден кога излезе Лот од Содом, падна од небото оган и сулфур и ги изгоре сите. Така ќе биде и во денот. Така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки, Исус Христос, нашиот Господ и Спасител, Синот Божи во неговото второ пришествие, во тој ден кој е на покрив
и по кокнината му е в куќа, нека не слегува да ја земе. Кој е в поле, исто така да не се враќа. Исто така да не се враќа. Сеќавајте се на Лотовата жена. Лотовата жена, добро им е кажано, бегајте да се спасите и не се вртете назад. Значи непослушност кон Бог, Лотовата жена, слушајќи што се случува, сакајќи да го види тоа што таму оставаат, што оставаат зад себе. Земното го оставаат, се врти и се претвара во солен столб. Се претвара во солен столб. Слично беше и со Адам и Ева. Господ им рече, ако јадете од ова дрво, ќе умрете. Тие јадат и умираат и кажуваат, ако сакате да преживеете, не се вртете назад и бегајте. Лотовата жена, врзана за делот тој свет, веројатно се врти и се претвара во солен столб. И сега го знаете оној стих, вие сте солта на земјата. Земјата сол, но ако солта ја изгуби силата, силата е во Бог. Значи, сите што поверуваа во неговото име, добро е пишано, им даде сила во Јован, Евангелие по Јован, да станат синови Божи, но ако солта ја изгуби силата, со што ќе се осоли? Со што ќе се осоли? Силата е во Бог и јас сум патот, вистината и животот. Се можам преку Исуса Христа кој ми дава сила, сила. Им даде сила. Значи, ако солта ја изгуби силата, со што ќе се осоли, таа веќе за ништо не е, освен да се фрли и изгази од луѓето тоа што ние го газиме земјата. Е практично сол осолена без Бог. Значи, овој свет е спротивен на Бог. Паднати ангели, се што гледате е создадено, бидејќи се што гледаме ние видливо. Внатре во себе има движење, но тоа е друга тема. Значи, тоа е приказната. Значи, сеќавајте се на Лотовата жена која се заврти и се претвори во солен столб. Кој сака да ја спаси душата своја, ќе ја погуби. Значи, си ја сакаш само својата душа, си уживаш, си даваш душо моја, јади и пи. Има еден приказна за богатиот. Наполни ламбарите, јади и пи, душо моја, си ја сакам својата душа, јаде ја пи, ја продава, а Господ му вика, утре ќе испратам ангел, ќе ти ја земе душата и тоа нема да го погубуваш ти. Зашто голи доаѓаме на овој свет и голи си одиме. Кој ќе ја погуби, ќе ја оживи ако ја дадеш својата душа за Исус. Значи, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Божјото царство е во вас внатре, нели? За да живее Бог во вас, да се соедините со Бог, и тоа е суштината на секоја човечка потрага, повтеж по Бог, по љубовта негова. Зашто тој свесно длабоко во себе си знае кој го создал, длабоко во себе си знае дека е од падната природа и дека треба да се врати при Бог и се обидува да го најде во разни зависности, купување, продавање, сеење, жнеење, врзување за материјалното со семејство и така натаму. Слава ти, Татко Небесен, на ова живо слово што ми го даваш, да го звучувам, те молам да ги допре сите оние што го слушаат, да им ги отвори срцата за твојата љубов, да им го дадеш твојот мир, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето наше, срцето нивно. Ви велам во таа ноќ кога ќе дојде Синот човечки, така го нарекуваат за да се разбере тој што го чита, инаку Исус Христос е Син Божи. Он не роди, има еден стих во Јаков, по своја волја он не роди, значи тој раѓа по своја волја преку словото на вистината. Ова е словото на вистината. И секој добар дар и секој совршен подарок иде од него, така и ова зборување и овие слова, секоја дарба што имате доаѓа од него. Во таа ноќ кога ќе дојде Синот човечки, односно Исус, ќе бидат двајца на една постела, едниот ќе го земат, а другиот ќе го остават. Две жени ќе мелат заедно, едната ќе ја земат, другата ќе ја остават. И кога одговорија му рекоа, каде Господи? А он им рече, каде што е телото, каде што е мршата, таму се собираат и орлите. Им каже и парабола за тоа дека секогаш треба да се молат
и да не паѓаат со духот. Задачата на христијанинот, на молитвен војник на Исус Христос, поднесувајќи сите страдања, вели апостолот Павле, како добар војник на Исуса Христа, подразбира да се молат и да не паѓаат со духот. За се што имате потреба, молете се. И им рече, во еден град имаше судија кој од Бога не се плашеше. Значи, суштина на луѓето што не го спознале Бог, немаат страф од Бог, прават мисля дека се тие богови. Од Бога не се плашеше, осудуваат, крадат, лажат, значи судија од град, од Бога не се плашеше, ниту од луѓето се срамуваше. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него велејќи, заштити ме од мојот противник. Но тој за долго време неќеше, најпосле си рече во себе, иако од Бога не се бојам и од луѓето не се срамувам, но бидејќи оваа вдовица не ми дава мир, ќе ја заштитам, за да не доаѓа повеќе да ми здодева. И рече Господ, чујте што зборува несправедливиот судија. Та Бог ли нема да ги заштити своите избраници, што викаат кон него дење и ноќе, макар и да забави? Та Бог ли нема да ги заштити своите избраници кои викаат кон него дење и ноќе, макар и да забави? Затоа пишува, одмаздата е моја. Одмаздата е моја, јас ќе наплатам, вели Господ Саваот. Ви велам, ќе ги заштити набргу, но Синот човечки кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? За второто пришествие, Синот човечки кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? Луѓето имаат длабока потреба да веруваат во нешто. И кога не го знаат Бог, бараат нешто, веруваат во спортски клуб, веруваат во себе си, веруваат во родителите, во семејството, во градот, во партијата, во татковината, во тајфи, во секти. Веруваат, а таму на крајот ќе дојде тој да ви наплати, на крајот паднатиот за идолопоклонство. И Бог им рече, не ве познам кои сте вие. А на оние што беа уверени во себе дека се праведни и ги презираат другите, јас сум праведен, јас сум добар, им ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм да се помолат с две молитви, едниот фарисеј, другиот митник. Кога застанаа, фарисејот вака се молеше: Боже, ти благодарам што не сум како другите, разбойници, несправедливи, прелюбодејци, или како овој митник, цариник кој наплаќа. Постам 2 пати во седмицата, давам 10 од се што ќе придобиам. Само доволен сум, задоволен, само оправдан. А митникот стоеше оддалеку, не смееше дури и очите да ги подигне. Понизете се пред Господи, тој ќе ве подне. Смееше дури ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше в гради и велеше: Боже, Боже, биди милостив кон мене грешникот. Боже, биди милостив кон мене грешникот. И ви велам дека тој си отиде дома повеќе оправдан отколку оној за што секој што се воздига ќе биде понижен, а кој се понизува пред Бог, Господе, потребна ми е Твојата помош и сила, ќе биде воздигнат. При него донесоа и младенци за да се допре до нив, а учениците што го видоа им забрануваа. Но Исус кога ги повика им рече: оставете ги децата да доаѓаат кај мене, зашто на таквите е Царството Божјо. Оставете ги децата да доаѓаат кај мене, зашто на таквите е Царството Божјо. Вистина ви велам, кој не го прими Царството Божјо како ова дете, нема да влезе во него. Значи, Царството Божјо се прима како дете, со детска вера, со наивност, со чисто срце, нелицемерна вера, добра совест. И го праша еден управник, велики учителе, добар, што да направам за да наследам живот вечен? А Исус му рече: зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Никој не е добар освен единиот Бог. Ние сега кажуваме за добри на некои луѓе. Никој не е добар освен единиот Бог. Исус го вели тоа. Исус во кој живее во сета полнота неговиот Отец. А Исус ви е даден како образец.
за да знаете како треба да се однесува христијанинот за да дојде до Божиото царство на небесата. Исус му рече: зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Ги знаеш заповедите: не прелюбодејствувај, не убивај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татка си, мајка си. А тој рече: сето тоа сум го запазил од младоста своја. Штом го чу тоа, Исус му рече: уште едно ти недостига. Уште едно ти недостига. Продај се што имаш, раздај го на сиромаси и ќе имаш сокровиште на небесата. Потоа дојди и врви по мене. А тој кога го чу тоа се нажалио и беше многу богат. Штом виде дека тој се разжалости, Исус рече: колку е тешко во Царството Божјо да влезат оние што имаат богатство. Полесно е на камилата да мине низ иглени уши, отколку богат да влезе во Царството Небесно. Што значи богат? Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и раѓата, туку собирајте си богатство на небесата, каде што ни молец, нито рѓа ги јаде, во Евангелие по Матеј, ту крадци ги крадат, зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше, а на Господ жртви не му треба туку срце скрушено, милост, милостливо срце. Тоа е оно што Господ го сака. Оние што го чуа тоа рекоа: тогаш кој може да се спаси? А он им одговори: неможното за луѓето е можно, за Бог, за Господ се е можно. Петар пак рече: ете, ние оставивме се и врвиме по тебе. Петар секогаш прв. Он им рече: вистина ви велам дека нема ниеден што оставил куќа или родители или браќа или сестри или жена или деца заради Царството Божјо. Нема ниеден нема што остави куќа, да оставиш родители, браќа, сестри, жена, деца, се да оставиш. На прво место е Царството Божјо. А да не добил многу повеќе од тоа уште сега во ова време, се што си оставил, си се одржал од тоа, добиваш многу повеќе и во ова време, а и во идниот век и добиваш живот вечен. И кога го изеде со себе 12 им рече: ете, одиме кон Ерусалим и се ќе се исполни што напишале пророците за Синот човечки, дека ќе го предадат на незнабожците и ќе се подсмеваат со него, ќе го оскрбат и ќе го плукаат. Тој знае што се случува и оди таму, зашто тоа е приказнат, односно патеката. Не како што јас сакам, туку твојата волја. Нека биде волјата твоја, како на небото, така и на земјата, како и надвор од мене, така и во мене. И во вас Исус тоа го вели, дека ќе се подсмеваат на него, ќе го оскрбат, ќе го плукаат, ќе го бичуваат, ќе го убијат. А на третиот ден ќе воскресне. Христос воскресе од мртвите, Христос воскресна, Христос воскресна. Но тие ништо од ова не разбраа, апостолите. Овие зборови за нив беа сокриени и тие не разбраа што каже. Значи Исус им кажува дека ќе биде распнат, ќе го бичуваат, на третиот ден ќе воскресне. И 34 стих, 18 глава Евангелие според Лука: но тие ништо од ова не разбраа, овие зборови за нив беа сокриени и тие не разбраа што им кажа. Значи не зборуваме за обични луѓе, туку за апостолите на Исус Христос. Затоа треба да се молиме да ни даде Господ мудрост да го разбираме Словото, бидејќи луѓето го читаат ова Слово и го разбираат површински, си го толкуваат како што сакаат. Доказ за тоа се многуте поделби во христијански заедници, деноминации, и добро е пишано: Словото убива, духото животворува. Писмо треба да се разбере во дух и вистина, во дух и живот, затоа што Словото на вистина не го разбираат буквално. А кога се приближуваше, како што и апостолите, ништо не разбрале, тој им вели дека ќе биде распнат Синот човечки и ќе воскресне. Но тие ништо од ова не разбраа, овие зборови за нив беа сокриени и тие не разбраа што им кажа. 18 глава 34 стих Евангелие по Лука: кога се приближуваше он до Ерихон,
Еден слепец седеше крај патот и просеше. И штом чу дека покрај него врви народ, праша што е тоа. Му кажаа дека минува Исус Назареецот, тогаш што извика и рече: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов. Оние што да ја напред го искараа да молчи, но тој уште погласно викаше: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе. Тогаш Исус рече: прогледај, прогледај, верата твоја те спаси. Не случајно овој стих со слепиот човек кој може да е духовно слепило. Веднаш потоа, откако апостолите не слушнаа и не видоа што им збори дека ќе биде распнат, и покажува како се прогледува, тој упорно повторува: Исусе, сине Давидов, смилувај му се. Исусе, сине Давидов, смилувај му се. Тие му велат: прекини, престани сопри. Тој вели и тогаш Исус доаѓа и му вели: прогледај, што сакаш да направам? Исус застана, заповеда да му го доведат, и кога овој се приближи до него, го праша: што сакаш да ти направам? Значи ти треба постојано да повторуваш и да бараш од Бог да ти ги отвори очите, да ги разбираш писмата или да го молиш за некој проблем што ги имаш, да ти каже како треба да се разреши. Упорен, тогаш Исус му рече: да прогледам, Господи, да прогледам, Господи, сакам да прогледам. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Што сакаш да направам за тебе? Му рече Исус: да прогледам. Прогледај, прогледај и ти прогледај, човеку. Верата твоја те спаси. Верата твоја те спаси. Верата подразбира тврда вера, постојано да се молиш за одредена ситуација, состојба. И одеднаш прогледа и тргна по него, славејќи го Бога. Слава ти, Татко Небесен. И сиот народ кога го виде тоа, сиот народ кога го виде тоа, му воздаде слава на Бога. Ти благодарам, Татко Небесен, во името на Твојот Син, што ми ги даде овие слова. Те молам да ги допрат сите оние што ги слушаат. Те молам за мирот свој што ни го даваш, да ги допре сите срца, да им дадеш дар на верба на оние што не поверувале, зашто ти знаеш кои се Твоите луѓе. Те молам за мир, да не облечеш во Твојата сила, во Твојата љубов. Ти благодарам што 1000 души ќе паднат покрај мене и 10.000 околу мене и никој нема да се доближи за мене, зашто ти ме држиш во Твоите раце. Јас се надевам на Тебе, не се надевам на човек. Те молам за македонскава земја да данеш богоизбрана влада. Ти ја давам Македонија, зашто јас не ја имам, ти ја имаш, ти си ја создал и си ја запишал. Во Твои раце ти да се грижиш за неа. Те молам за моето семејство, мојата сопруга, моите родители, роднини, пријатели, моите деца. Те молам за моите непријатели, те молам за сите духовни деца за кои сме се молеле. Ти благодарам за сите чуда што се случија во нашиот живот. И денеска, Господи Исусе Христе, покорен сум ти му кажувам на сатаната: бегај од мене, сатана, во името на Исус. Од мојот дом, од мојот живот, од моето семејство, од моите родители, роднини, пријатели, од мојата земја. Слава ти, Господи Исусе Христе, те сакам, Господе. Слава ти, Христосе. Христос воскресна, Христос воскресна. Славете го Бога, славете го Исуса. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им подари. Мир вам до Божјо царство небесто, македонци мои. Тие поверува во Тебе, Исуса, Божјиот Син, се појави. О Боже мој, зашто ме остави? О Татко мој, зашто ме остави?
Hristos se